Добар ден на сите уште еднаш. Најпрво да ви се заблагодарам за присуството. Ова е денес моје прво обраќање официјално преку медиумите и искрено се надевам дека во иднина ќе имаме коректна соработка. Вчера сите бевме сведоци на еден немил настан кој што се случи тука во просториите на Министерството, каде што од кабинетот на министерката беше испратен еден имейл до вработени, во кој што јасно се укажува дека на секое моje барање, кое што ќе биде упатено до било кој раководител на сектор или пак државен советник, нема да ми одговараат директно, односно одговорите првин ќе се праќаат на одобрување во кабинетот на министерката, а подоцна до мене. Крајно сум разочарана од ваквиот однос кој што го покажа кабинетот кон мене. Имено, согласно членот 49 од Законот за влада, јасно е кажано кои се должностите, односно и правата на дополнителниот заменик министер. Таму јасно е наведено дека од денот на именување на дополнителниот заменик министер има непречено право да ги гледа документите и актите, извештаите, соопштенијата кои што ги добива и министерот за финансии, и вработените во рамки на министерството исто така се должни да ги достават документите на барање на дополнителниот заменик министер. Од тука се поставува и прашањето зошто вчера имавме ваков однос, односно јас бев навистина изненадена дали има потреба од такви дописи, такви мејлови и такви забрани, да кажам. При тоа, по така моje размислување, можам да заклучам само две работи. Прво, нешто што очигледно е веќе и на јавноста јасно, дека оваа влада во заминување и понатаму е нетранспарентна, иако во континуитет го користи зборот транспарентност, значи покажа уште еднаш дека е нетранспарентна во односот со граѓаните. И втората работа која што, да кажеме, повеќе ме загрижува, е фактот дека кога нешто се забранува, сигурно има позадина за истото. Сега, целта на криењето и извртувањето на податоците се гледа и во нивната нетранспарентност, односно кога сме нетранспарентни, имаме за цел да прикриеме или извртиме некаква слика во однос на некои податоци. Да кажеме, примерот со данокот на добивка е најдобар пример во последниот период за тоа какви ситуации имаме во економијата. Согласно реализацијата на данокот на добивка, имаме 24,5% пат на данокот на добивка во однос на планираниот. Односно 21,7% имаме помала оствареност во однос на 2018 година. Тоа јасно кажува во каква состојба е економијата, односно дека економијата во Македонија стагнира. Две работи ме загрижуваат во конкретнава ситуација. Првата е фактот дека имаме огромна грешка во планирањето, која што била направена при планирање на буџетот за 2019 година. Но она што повеќе загрижува е фактот дека во август месец со ребалансот на буџетот, кога е имало простор да се направи корекција на конкретниот данок, односно приходите по однос на конкретниот данок, тоа не е направено. Ова понатаму укажува дека владата воопшто не се грижи за бизнисот, бидејќи данокот сам по себе им упатува јасни сигнали дека нешто се случува со бизнисот. Оттаму можам крајно да изразам загриженост за целокупниот бизнис во Македонија. Теретот од целокупната економска активност е токму врз бизнисмените, а падот на данокот на добивка укажува дека само тие добиваат дополнителен терет и она што требаше да биде двигател во економијата е комплетно уништено. Уште една работа што исто така загрижувачка е фактот дека кога имате неостварување на нешто што сте го планирале, а сразмерно на планот вие сте имале планирани трошоци, сега тој јас помеѓу планот и реализацијата треба некако да биде надополнет. Тука влегуваат тие задолжувања и тоа е најголемото загрижување за мене. Мора овој дел да се исправи, планирањата мора да бидат соодветни, реални и да признаеме кога нештото не е остварено. Во исто време мора да ја слушаме бизнис заедницата во државата, бидејќи на овој начин тие јасно праќаат сигнал до граѓаните каква е нивната состојба.